Вака сега, што се наноматеријали, што е нанотехнологија? Често пати луѓето употребуваат дефиниција што е нанотехнологијата, но една од најинтересните дефиниции, можеби наједноставната дефиниција е ова што е на слайдот, сега на англиски е кажано, јас ќе го прочитам. Нанотехнологија е креација и манипулација на материјали и структури и уреди кои имаат големини помеѓу 1 нанометар и 100 нанометри. Убаво е кога се имаат дефиниции, меѓутоа треба да се има некоја слика колку се тие големи наноматеријали и што всушност тие представуваат. Така да ние имаме наночестички и тие имаат димензии во 3 димензии се помеѓу 1 и 100 нанометри. Имате наноцевчиња, нано fibers, значи влакна кои двете димензии се во тој обсек од помеѓу 1 и 100 нанометри. И сега особено интересен графинот наноплочи, кај што само едната димензија е помеѓу 1 и 100 нанометри. Нормално сега тука е интересно бидејќи имате вие наноструктурни материјали, кај што имате фрактални димензии и се покомплицирани структури бараат примена на математиката за да ги опише овие димензии, така да речеме имате димензија фрактална димензија D1,4, што во физичкиот свет може би не значи многу, меѓутоа во светот на наноматеријалите е многу битно. Сега, пошто знаеме какви се наноматеријалите, колку се тие големи? Што се 1 до 100 нанометри? Па вака сега, ако земеме капка вода од дошт или роса, таа е од прилика 1 милиметар да речем. Бактериите се на големина од прилика 1 микрометар. Наноматеријалите се 10 пати помали од бактериите, 10 до 1000 пати помали од бактериите. Значи, ние кога зборуваме за наноматеријали и манипулација на наноматеријалите, зборуваме за манипулација на големина на материјали кои се како вирусите. Некои се дури помали од вирусите. Сега, на сликата овдека, не знам дали има стрелка и може да се покаже, на сликата овдека имам бактерија која е снимена, MRSA. MRSA е оваа новата бактерија што се појавува, што е отпорна на антибиотици. Ако земеме таа отприлика еден микрон, и ако ја зголемиме, да има иста магнификација како оваа слика, ќе видите дека наноматеријалите, ово се наноматеријали кои се во порите синтетизирани на хибриден јонски разменувач, всушност наноматеријалите имаат големина како органелите во клетките. Значи, ние работиме со нанотехнологијата манипулација на ниво на органели во клетки. Вирусите исто тоа го работат. Сега, окей, тие се малечки, тие се интересни, ама што е целата работа? Зошто се тие толку интересни? Зошто науката сака да инвестира, ги истражува и така натаму? Особено технологијата. Како што се покажало, кога материјалите се помеѓу 100 и 1 нанометар, сосема нови особини се пројавуваат, што истите материјали кои ги имате вие во поголеми честички, ги немаат. Така да нови особини се од биолошки аспект, материјали као од хемиски аспект, дури и физички аспект. И сега интересно е прашањето зошто ова се случува. Зошто кога вие имате материјал кој има специфична површина од 5 метри квадратни на грам, и кога ќе ја покачите вие таа специфична површина на 50 метри квадратни или 100 метри квадратни на грам, добивате сосема нови материјали, односно однесувањето на овие материјали. Првата причина е, бидејќи кога разговарате вие за големини или дистанции, кога се под 1 нанометар, вие зборувате со јазикот на квантната физика. Значи, тука сосема нови правила, или таа, така да кажам, Ајнштајнова физика и така натаму. Кога имате материјали кои се поголеми од 100 нанометри, класичната физика всушност ги диктира како тие материјали ќе се однесуваат во животната средина. Значи, вие помеѓу 101 нанометар имате некој регион кај што можете да ги користите бенефициите од класичната физика и во исто време од квантната физика, што се многу интересно и особено за науката, колку е помало, толку поголеми перформанси може да даде. Втората причина е бројот на молекули или атоми кои се на површината, односот помеѓу вкупен број на молекули кои се на површината и вкупниот број на молекули што го прават таа структура, што ја прават таа честичка.
Ако видите сега на овој граф, околу 1000 нанометри и кога имаме честичка, уприлика 1 до 2% од сите молекули или атоми што ја прават таа честичка се на површината. Како што се намалува бројот, како што се намалува големината на таа честичка, кога ќе дојдете до 10 нанометри, 20% од тие атоми е на површината. Кога ќе дојдете на 2 до 3 нанометри, 60% од тие атоми се на површината. Зошто е тоа битно? Ќе кажам зошто е битно во следните слайдови. Заради тоа што ако погледнеме ова, реактивноста на тие честички се намалува со бројот на атоми или молекули кои се на површината. Така ако видиме овде, овој граф наликува доста слично на овој граф. Истите димензии. Ова се макроскопските честички, наночестичките и атомските структури. Значи, ние можеме да вршиме на манипулација со овие честички, со оваа технологија, да добиеме зголемена површина, специфична површина. Како што напомена, вие да речеме титаниум диоксидот. Титаниум диоксидот ние го користиме секаде, го има оваа соба, го има во боите. Има специфична површина од прилика 6 до 7 квадратни метри на грам. Овие што ги гледате овдека нано влакна, кои ги синтетизирав јас пред 2007-2008 година, имаат специфична површина од околу 300 квадратни метри на грам. Значи, ние значително зголемуваме специфичната површина. Понатаму, овие честички имаат зголемена фотокаталитички својства. Како резултат на тие атоми и молекули што се наоѓаат на површината. Сега, некои од нив пројавуваат и фотокаталитички својства, што значи можат да реагираат со светлината од сонцето и да вршат одредени промени. Бидејќи тие се толку многу мали, можеме да ги ставаме во други материјали и да креираме, така да кажам, нови хибридни системи или нови хибридни материјали. Овдека имате, ги гледате овие беливе, се наночестички од рѓа, ево така да кажам, од железни оксиди, кои се ставени во гранулиран активиран јаглен. Сега, гранулираниот активиран јаглен, или GAC, како што го викаме ние, е одличен систем за абсорбција, за органски молекули. Меѓутоа, со додавањето на овие честички, ние сега го правиме овој систем да може да абсорбира арсеник, фосфорус. Така да ние можеме да направиме хибриден систем што ќе елиминира од водата, да речеме, симултано повеќе контаминанти. И сега, поради овие својства, нанотехнологијата нуди огромни апликации. И најдобро можеби е да се види низ призмата на одржливиот развој како нанотехнологијата може да допринесе кон нашето општество. Значи, нанотехнологијата може да допринесе во полето на енергијата, животната средина, здравството, земјоделието, па дури и во храната и consumer products, значи храна, козметика и така. Поради тоа националната, така да кажем, националната на Соединените американски држави администрација во само за 2011 година инвестираше 1,8 милиарди долари во развој и истражување на нанотехнологијата. Сега, како нанотехнологијата може да ни помогне, на кратко само, во развојот на енергијата? Енергетска ефикасност. Може да допринесе до значителна енергетска ефикасност. Може да допринесе до минимизирање, до намалувањето на употребата на енергијата. Ако вие, да речеме, за одредена светлина ви е потребно X количина од струја, јас сега пола и на македонски, пола на англиски ми улетуваат зборовите, вие со нанотехнологијата можете значително 10 пати, 15, 20 пати помалку струја да трошите, ако користите таква технологија за да ви даде истата таа светлина. Чисти извори на енергија. Нанотехнологијата се користи за тоа. Понатаму, интересно е што нанотехнологијата ја намалува загубата на енергија при транспорт.
Една од технологиите на кои што работи мој колега, кој што користи наночестички, е водородната fuel cell, не знам како да е преведено на македонски, водородните генератори. Значи, користат водород по електрохемиски пат, произведуваат чиста електрична енергија со висока ефикасност, од прилика 80%. Моторот што го имате во вашата кола, конверзијата, енергетската ефикасност на конверзија е од прилика 20%. Значи, многу повисока. Соларната енергија, многу поголема ефикасност на конвертирањето, како што реков, фотокаталитички материјали, се наноматеријалите често пати, и многу поефикасно конвертираат електричната енергија, од сончевата енергија во електрична енергија. Тоа се само еден мал број од примери кои што нанотехнологијата ни ги нуди. Ова е моето поле и јас работам на тоа да видиме како ние можеме да искористиме нанотехнологијата да ни овозможи да ја заштитиме животната средина, односно да ја пречистиме животната средина. И така да речеме, животната средина ние можеме да ја заштитиме преку превенција. Понатаму, нанотехнологијата можеме да ја користиме во заштита на животната средина, да креираме нови системи кои што ќе ја намалат емисијата на загадувањето. За детектирање на полутанти. Па дури и да ни овозможат, ако сме ја загадиле животната средина, да ја прочистат. Нанотехнологијата во здравството ова е многу интересно поле и има многу големи примери. Значи, нови инструменти на ниво на нанотехнологија за детектирање на болести се дизајнираат. Една од поинтересните работи, не покрај детекцијата, е што нови лекови се прават на принцип на наноматеријали. Замислите си го сега ви ова. Имате наночестичка, имате три функционални групи. Едната функционална група ви овозможува да закачите лек. Другата за функционална група ви овозможува да вие овозможите да таа наночестичка не биде нападната од вашите бели крвни зрнца. Значи овозможува пристап или пловење низ вашата крв. А третата овозможува да се прикачи само исклучиво на клетките од рак. И сега вие креирате торпедо на нано ниво, што директно оди до клетката на рак, го имплантира лекот и ја уништува клетката. Нормално, генетски модификации можат да помогнат во производство на зголемена храна. Сега, тоа е малце интересен, така да кажам, топик или област за дискусија. Меѓутоа, нанотехнологијата може да овозможи за дизајнирање на нови пестициди кои што не ја загрозуваат животната средина и не го загрозуваат здравието на луѓето. А во исто време ги уништуваат оние пестициди кои што се, така да кажем, може да овозможат загадување. И нормално во производите за широка употреба. Последната информација што ја гледав пред скоро месец, веќе околу 2800 производи за широка употреба користат наноматеријали и ги јавно рекламираат. Јас ќе ви кажам дека доколку сте ги измиле завите со бајле, сигурно, или дека сте јадле одредена храна која што има бели работи, сигурно сте внесле наночестички во вашиот систем. Титаниум диоксидот, честичките од наночестички, овај график ќе видите што се користи титаниум диоксидот, ќе видите дека голем дел се под 100 нанометри честички. Вие ги внесувате тие честички. Сега, видовме дека е супер, нанотехнологијата може да ни овозможи многу убави работи. Во храната ја прави по-бела, така да кажам, флафи ние викаме во Америка и по-пријатна и на вкус. Меѓутоа, нанотехнологијата носи ризици самата по себе. Сега ние не сакаме да направиме проблеми како што го направивме со овие што се флуорираните јагловодороди кои го уништуваат озонската обвивка. За да ние, научната јавност, малце гледаме сега со резерва и се обидуваме да ги анализираме работите многу потемелно пред да дадеме зелено светло, како што беше дадено за тие тефлоните пред 40-50 години. Значи, се обидуваме да
да го процениме тој ризик на нанотехнологијата и евентуално да креираме платформа за менаџирање на ризикот на таа технологија. Сега, проста математика. Не? Ризикот е всушност функција од опасноста и изложеноста на овие наноматеријали. Без разлика вие дали ќе зборувате за менаџирање на тој ризик или за процена на тој ризик. Сега, имаме, типично во едно општество, имаме изложеност на наноматеријали. Вие го имате изложеност на наноматеријалите во фабриките, кај што тие наноматеријали или тие производи кои што користат наноматеријали се произведуваат. Меѓутоа, што се случува со изложеноста на наноматеријалите, кога тие наноматеријали ќе се бидат пуштени во животната средина, значи надвор од фабриките, кај што веќе вие немате контролирани услови. За да го разбереме тоа, е убаво да знаеме како се движат контаминантите, односно загадувачите во една животна средина. Сега, се знам дали има стрелка тука, ова сме ние, општеството. Ова е типично за Соединетите Американски држави. Кај нас, кога ние ќе искористиме некој производ, дали тоа е шминка или шампон, отпадните води не завршуваат во река, него завршуваат во пречистителна станица за отпадни води, каде што главни пречистители ни се бактериите, микроорганизмите. Сега, пречистената вода ја испуштаме во река. Не секогаш, да речеме во Аризона, голем дел од пречистената отпадна вода оди за ладење на нуклеарните реактори на нашата нуклеарна станица која е близу нас. Сега, таа вода од реката, може би некој град подолу ќе ја користи како извор за вода за пиење. И сега повторно влегува таа вода во нашето општество. Исто така, нашето општество, луѓето, доведуваат до загадување на атмосферата. Дел од тој отпад што ги создаваат пречистителните станици, па дури и ѓубрето, ние го согоруваме или го испраќаме на депонии. Но овие микроорганизми од пречистителната станица се многу богати со нутриенти, азот, фосфор, и често пати ние ги користиме како ѓубриво за нашите земјоделски површини. И сега, знаејќи ја оваа рамка, ние знаеме каде отприлика можат овие наноматеријали да се движат, но немаме прецизни информации. И така да ние почнавме да испитуваме, да видиме што се случува со овие наночестички. Ова е извадено од еден труд, каде што имаме пречистителна станица за отпадни води. Ова е класичен систем за пречиствување на отпадни води со микроорганизми, каде што имате примарен седиментарен танк, имате биореактор, имате втор седиментарен танк, и видовме дека всушност овие наноматеријали кои ние ги испуштаме завршуваат најголем дел во таа биомаса, во тие микроорганизми кои што ни служат на нас да ни ги пречистат отпадните води. Значи се акумулираат во тие микроорганизми кои што евентуално ние ги носиме на поле и ги завршуваат како ѓубриво. Кога го видовме тоа, почнавме да влегуваме во многу поголеми детали. Направивме модели, реактори и почнавме да изучуваме како частичките од наночестичките се дистрибуираат помеѓу биомасата. Да развиваме модели, математички модели, за да ние предвидиме како одредени частички ќе се развиваат. Ова е изводок, да речеме, од еден труд, кај што различни частички, како например нано сребро, е всушност експериментите се преточени во математички модел. Исто така дознавме дека не 100% од овие наночестички завршуваат во таа биомаса, тие биосолиди како што ги викаме. Голем дел од нив, 3 до 4% знаат да завршат и во пречистените отпадни води, што со други зборови знаат да завршат повторно во реката. И ова го откривме и публикувавме еден многу интересен научен труд. И така да, ова се да речеме слики од наночестички од титаниум диоксид со големина на 4 нанометри, кои се страшно фотоактивни, кои што ние ги пронајдовме во пречистената вода од нашата пречистителна станица, која се испушта во река. И нормално може да допринесе до загадување на животната средина. Исто така најдовме силициум диоксид
честички од силициум диоксид, кои што се користат, да речеме, во електронската индустрија за полирање на плочите од кои што се прават чипови. Интересно е тоа што ние, кога почнавме да гледаме во тие микроорганизми, тие biosolids, што се, значи, материјалите што се генерираат како резултат на пречиствувањето на микроорганизми што се генерираат како резултат на пречиствувањето на отпадните води, и кога ние ќе ги пуштиме тие наноматеријали, односно тие biosolids, така да ги кажам, на поле, тие пенетрираат одреден тип длабоко во почвата, како што ќе видите овдека, на 30 до 70 сантиметри ние најдовме наноматеријали. Дека пенетриле 20 години се ставало овако ѓубриво таму и што се акумулирало со годините, почнало да пенетрира. Тоа е многу битно. Зошто? Заради тоа што овие наноматеријали можат да акумулираат други контаминанти, можат арсеник да акумулираат и да го концентрираат. Сега, арсеникот, сигурно ви е познат, тоа е страшно опасен отров. И тоа е само еден од проблемите. Други пак, да речеме наносреброто, а наносреброто е проблематично бидејќи се користи за уништување на микроорганизми, се исто така акумулира, меѓутоа се акумулира, како што ќе видите на овој граф, на површината. Не оди длабоко во почвата. И можеби не е проблематично за загадување на подземните води, како што речеме другите наночестички се. Со други зборови, првиот дел од таа наша функција, изложувањето на овие наноматеријали, постои. Значи имате дистрибуција низ водата, низ земјата, низ воздухот, имате биоакумулација, имате биоконцентрација, биомагнетицирање на овие наноматеријали. Меѓутоа, втората компонента од оваа функција е опасноста. Која е опасноста? Дали се тие токсични, дали се тие проблематични? Оние одлични особини, како што ви реков сега, одлични катализатори, фотореактивни и така натаму имаат огромна површина, можат да бидат многу негативни ако вие не успеете да ги контролирате и да ги внесете во вашето тело. Значи имате сега вашите клетки, вашите органи ќе почнат да реагираат на овие материјали. И ќе можат да допринесат до развој на рак, дали тоа се работи на белите дробови, дали се работи на дебелото црево, дури на крвта. Еден многу едноставен пример за наночестички е азбестот. Азбестот е познат карциноген, ако го вдишете. Азбестот е всушност нановлакно. Меѓутоа, се знаело одамна, а сега се само класифицирало, според новите класификации, како нановлакно. Кроновата болест, со цревата особено, силикоза, азбестоза, тоа се само примери. Ние завлегуваме малку подлабоку, ево еден мојот бивш ментор, кој работи на ова поле исто така, нова студија што ја објавија, покажува дека наноматеријалите всушност ги уништуваат рестичките кои абсорбираат храната на тенкото црево. Ќе гледате овдека на овој слайд е нормално. Рестичките како треба да изгледаат. Овдека е кога имате 100 нанограми. И тоа е од мастика, односно гума за жвакање, наночестички. Овдека ви е како ги уништуваат рестичките од титаниум диоксид кој се користи во исхраната. Следниот пат кога ќе јадете нешто или кога ќе купите паста за зави, погледнете. Пишува ли титаниум диоксид? Јас ви гарантирам 90% сигурно е таму. Сега проблемот е малце со нанотехнологијата. Како ние ќе ја мериме оваа токсичност? Или нанотоксичност? Како ќе овозможиме знаење да можеме да кажеме оваа количина е токсична, оваа доза е токсична, оваа не е. Бидејќи наноматеријалите и наночестичките се малку поразлични од обичните контаминанти, од обичните загадувачи. Зошто? Заради тоа што токсичноста на овие наноматеријали не зависи само од самата хемикалија. Зависи од токсичноста, зависи од каква е формата, колкава е големината. Зависи од хемијата на материјалот. Дали таа честичка е функционализирана, не е функционализирана. Зависи дури од pH вредноста
на водената средина. Од, така да кажам, матрицата во која што се наоѓа. Дури зависи од кристалната состојба на материјалот. Може би да имате ист материјал, две различни кристални состојби, сосема различна токсичност. И пред се, од тоа начин на кој што се внесува во организмот. Пример, азбестот. Ако го вдишите, ќе резултира во рак. Ако го испиете со вода, во стомакот нема да ви направи никакви проблеми. Користиме ние цементно азбестни цевки со децении наназад и немаме проблеми. Значи, сега проблемот е како ние да ги разбереме, како ние да ги карактеризираме овие ефекти и на нанотоксичност. Најдобро е можеби да се разбере од аспект на три принципи. Првиот принцип е како транспортот на наноматеријалите влијае на токсичноста. Вториот, како површината на наноматеријалите, специфичната површина, влијае на токсичноста. И третиот принцип ние го нарекуваме materials принцип, значи како материјалот, значи не само материјалот, хемиската состојба, кристалната состојба, функционалноста влијае на нанотоксичноста. Сега, кога разговараме за првиот принцип, ние треба да ги познаваме патеките на кои што се внесуваат тие наноматеријали во нашето тело. Значи, дали тие се внесуваат преку вдишување, преку уста, така да кажам, преку орален пат, дали се вбризгуваат, или пак се абсорбираат помеѓу кожа. Меѓутоа, многу е битно да се знае како тие наноматеријали ја преминуваат бариерата на нашите клетки. И зошто е тоа многу битно? Заради тоа што овие наноматеријали имаат, така да кажам, една љубов кон мембрани. Значи, тие не сакаат да се дистрибуираат или во органска фаза, или во водена фаза. Тие сакаат да се дистрибуираат во, ние го викаме интерфейс, значи во делот кај што овие две фази се допираат. И зошто е ова многу битно? Заради тоа што ние сите сме создадени од мембрани. Нашите клетки се всушност мембрани. И сега вие имате мембрани и овие клетки што овие наночестички ќе ги внесете, ви отвараат дупка во мембраната. И на некој начин ја иритираат клетката и ја уништуваат клетката. Некои од нив произведуваат reactive oxygen species, реактивни радикали, како така да ги наречам, на кислород и така натаму. И тие може да направат проблеми. Големината и формата е многу битна. Зошто големината и формата е многу битна? Заради тоа што, како што видовме преска, колку е помала частичката, специфичната површина е многу поголема. Сега, колку е поголема специфичната површина, вие можете да акумулирате многу поголема количина на контаминанти на таа површина. И сега, ќе ви кажам еден пример, имав колега еден, сега на Georgia Tech, он вршеше еден многу интересен експеримент, зеде рибички и им стави арсеник. И ја мереше, го мереше во водата и ја мереше количината на арсеник во рибичките колку. Потоа додаде наночестички, титаниум диоксид наночестички. Зголеменото количеството на арсеник во рибите, особено во шкргите, беше 50 пати поголем. Сега, ако вие арсеникот, да речем, имате стандард од 10 микрограми на литар во вода за пиење, ако имате честички, автоматски можеби да завршите со многу поголеми количини на арсеник во вашата вода за пиење. И последниот принцип е значи структурата, кристалните фази, хемијата на материјалот и функционалноста. Не сите честички, така да кажам, може да бидат токсични. Помалите се можеби повеќе токсични од поголемите. И треба да се има големо познавање од областа на материјали, на хемиски материјали. Значи, кај сме ние сега? Имаме доста зголемен интерес за истражување, бидејќи ние немаме доволен број на податоци, како да речеме имаме за одредени химикали за кои што сме ги истражувале со децении назад. Ова е нова технологија. Ние се уште немаме стандардизирани техники за анализа на овие материјали, уште ги развиваме.
Немаме модели. Сите оние модели за тоа кај ќе заврши контаминантот, кај ќе заврши загадувачот, што се развиени за химикали, не функционираат заради тоа што овие наночестички на некој начин се поднесуваат сосема спротивно, сакаат мембрани, за разлика органска или водена фаза. И немаме всушност јасна слика се уште кои се влијанијата на овие наноматеријали врз здравието на луѓето и животната средина. Значи имаме доста неразјаснети прашања. Меѓутоа, пред да видиме што треба да правиме и како треба да оди, значи треба да погледаме во иднината, треба да разбереме еден многу интересен факт за наноматеријалите. Тие еволуираат. Што значи тоа? Овие наноматеријали кои што денеска најчесто се користат во козметичките производи, во пасти за заби, во храна, се од првата генерација кои што беа синтетизирани или истражувани околу 2001 година. Ние ги нарекуваме пасивни наноструктури. Втората генерација ги нарекуваме активни наноструктури. Значи науката ги истражувала овие, ги синтетизирала и ги дала на производство. Ние моментално науката врши истражување на третата генерација, 3D наносистеми, кај што наноматеријалите имаат функција да се агрегираат заедно, да прават нанороботи и така натаму. Всушност вашите клетки се создадени од нанороботи, од наноматеријали кои што имаат висока функционалност. Ние тек осознаваме како можеме да ги направиме. А во овој момент нови наноматеријали и нови наноклетки се создаваат во вашите клетки. Земете ја вие силијата или опашката на еден обичен микроорганизам. Тој е многу софистициран наномотор. Многу интересно. Четвртата генерација молекуларни уреди со дизајн, значи тие наномотори. Веќе еден колега, да речеме, работи на нив. Пример ќе ви кажам, синтетизираше наномотор кој што под дејство на магнетно поле може низ микроканали да оди, да собере, така да кажам, пакет и да го транспортира до друго место. Само со помош на магнетно поле. Петата генерација. Дури ние не знаеме точно каква ќе биде петата генерација на наноматеријали. Значи имаме 5 предизвици, така да ги кажам, големи предизвици за наноматеријалите. Значи мораме да развиеме стратешки програми за да го дефинираме и истражуваме о ризикот од наноматеријалите и нанотехнологијата. Мораме да развиеме инструменти и методологии за да мериме таа доза, за да мериме таа токсичноста и exposure, изложеноста на овие наноматеријали. Дали се во вода, во воздух или во храна. Многу е битно да се развијат модели кои што ќе предвидат како овие наноматеријали ќе се одвиваат во животната средина и кој ќе биде нивното влијание. И на крај, петиот предизвик е да се направи еден голем систем за да се од моментот на создавање на наноматеријалите до моментот на нивна употреба и сфрлање да знае како и каде тие наноматеријали ќе завршат. Значи да го следиме тој life cycle, што е целиот циклус на живот на тие наноматеријали. Кај сме сега? Првиот сме тука некаде. Развиваме стратешки програми, го истражуваме. Значи, во Соединетите американски држави НСФ е националната агенција, фондација за истражувачка работа, за наука, председател на Соединетите американски држави овозможува средства, заштита на животна средина, агенцијата овозможува средства и така, одредени агенции овозможуваат средства за да се буткаат овие стратешки програми. Значи, универзитетите, лабораториите, центрите и компаниите веќе работат на развој на инструменти и методи да ги стандардизираме за да можеме ние да ги пуштиме во пракса, да можеме да анализираме како овие наноматеријали ќе се однесуваат. Ова е многу рани, така да кажем, рана фаза. Четвртиот. Само што пред пола година нашиот универзитет доби голем грант, баш да ги развие овие модели врз основа на информации, како овие наноматеријали ќе се однесуваат
и кој ќе биде потенцијалното влијание на овие наноматеријали во животната средина и пред се кон здравието. И дел од тој грант е да почнеме ние да развиваме делови од тој робустен систем, од тој голем систем, за да може да го анализираме животниот век на овие наноматеријали и нанотехнологии. И со тоа ви благодарам на вниманието, ако имате прашања. Тања, 30 минути беше или помалку? Јас би сакал да споделам едно. Да? Наистина сум импресиониран, па слушам за ова нанотехнологија наночестички и додека траеше предавањето, размислував во две насоки. Првата насока е дали може да најде место во Република Македонија. Имаме доста површини кои што се загадени со тешки метали, со други токсични елементи, материи и така натаму. И сега покушаваме и Република Македонија и многу држави во Европа и во Азија да работат на фиторемедиација на тие. Дали место фиторемедиација може ова нанотехнологија, овие наночестички да се искористат на овие површини од сега кога беа обработливи, плодни, сега се необработливи, неплодни. Да дојде до израз, сепак да бидат во функција на земјоделецот, да нешто произведуваме, тоа е едната работа. И второ, пошто јас сум 38 години во науката во областта на болестите на растенијата и сосема беше јасно кога правите на компарација измеѓу бактериите и наночестичките. Во тоа време кога почнав да се занимавам со наука, пестицидите се користеа, поготово ќе земам пример со ризиштата, од 12 до 15 литри препарат, било да е тоа на Bayersdorf, било да е тоа на Novartis, на Monsanto и така натаму, околу 12 до 15 литри на хектар. Сега се јавува генерација која имаме 30 грама препарат по хектар. Што значи Порезистентни се. Веројатно дел од оваа технологија е навлезена и во хемиските индустрии кои што се занимаваат со пестициди, токму веројатно користејќи оваа технологија за да дојдат или имат развиено нови молекули на овие пестицидите, или пак имат внесено наночестички, за да се намали од 15 литри на 30 грама на 10.000 метри квадратни. Тоа е сепак една голема револуција, голема промена. Сега, да, се носе профит, они исто имат профит, оставуваат огромен профит, може би си на прво место во светот профит, но сепак користат многу помалку сега транспорт, помалку трошоци и така натаму, а го постигнуваат истиот ефект. Меѓутоа сега има друга крајност и бојазност, што е лично јас сум загрижен, познавајќи го тој сегмент, дека ова мала количина на пестициди, што рековте, дека постои можност овие, ако има внесено наночестички да користат тоа, да тоа полесно доаѓа со инхалација кај луѓето и да од година во година бројот на заболени од канцер, од рак, кај луѓето кои што ги користат е многу и навистина у пракса е поголем бројот на заболени од карцином. Што значи дека сега тука се две дилеми за мене. Една викаме дали може корисно да биде насочено, а друго дали веќе имате сознание дека се користи во тие хемиски индустрии, пак имаме штетно влијание за животната средина и за директно изложеност на луѓето на голем ризик од такви заболувања. Па вака сега. Првото прашање, првиот сегмент. Зависи какви зависи од системот во кој што ќе ги вградите. Значи се работи на принцип на системи. Ако имате пестициди, да речеме ние во Соединетите американски држави имаме superfund sites ги викаме, кај што да речеме се користеле огромен број на пестициди, одмастивачи и така натаму. И тие се загадени со по линијата на Тексас да ги земеме Добро, ќе ви кажам еден конкретен пример кој што работев ја како студент. Внесувале крави од Мексико во Америка и тука на границата направиле за кравите кај што им ставаат пестициди да ги уништат сите тие паразити и микроорганизми. И со години, со децении во почвата покрај границата се акумулирале тие пестициди во почвата. И тие се органски, хлорирани органски соединенија.
И сега постојат, да речеме, ZVI Zero Valent Iron, значи наночестички од железо со нулта валентна состојба. Нулта валентна состојба. И тие се, да речеме, страшни редуктанти. Знаат да ги редуцираат и да направат деградација на тие пестициди. Тоа веќе доста го работат, особено на загадени води. И што убавата работа е што кога ќе се тие честички кога ќе се разградат, тие честички од железо, создаваат железни иони, буквално завршуваат како железо во почвата, што не е проблематично. Меѓутоа, често пати сум видел научни трудови што предлагаат како рецензент, сум ги видел сакаат сега да речеме, па сакаме пестицидите да ги уништиме со тоа што ќе употребиме некои честички со тешки метали. И сега логиката е тука, вие ќе направите поголема беда. Зошто да користам тешки материјали и сега ќе ги уништам пестицидите, ама со никел, со кадмиум, ќе ја загадам почвата. Сега, фиторемедијацијата е доста ефтина, особено за тешките метали. И фиторемедијацијата е всушност концентрирање на тешките метали и собирање на некој начин и носење на друго место. Вие не ги уништувате, меѓутоа ги дислоцирате. Тоа е, мислам, одговор на првото прашање. Второто прашање, колку што се сеќам сега, подсетете ме, беше за околу намалувањето на количината на пестицидите. Да. За решавање на исти проблем. За решавањето на исти проблем. Сузбивање на дивото просо во опет. Добро. Исти проблем и сега се решава со 30 грама, до пред 5-6 години, 7-8, се решаваше со 15 литри. Вака сега, доста е интересно тоа што постојат повеќе патишта на решавање на тоа. Пак ќе кажам, system specific, значи специфично за системот. Треба да се види. Меѓутоа, наноматеријалите како што абсорбираат може да носат со себе голема количина и да оневозможат измивање на тие активни супстанци, така да ги задржат тие активни субстанции на растението и споро значи да се ослободуваат, тие пестициди. Втора работа е, може да се направи системи кај што вие го ставате пестицидот заедно, да речеме, на растението и сега имате вишок на пестицид и сега нормално читав во весници тука, често пати се случува Европската унија да им ги врати, особено мислам дека од Србија беше пратка, им ги вратила од Хрватска, им ги вратила многу пестициди. И сега вие можете да ставите наноматеријали кои што полесно би се измиле, да речеме, кои што со фотореактивноста од сонцето ќе направат фотокатализа и ќе ги разградат тие пестициди кои што веќе си ја завршиле работата и нема да дозволат пенетрирање во самото растение. Пример. Постојат многу опции. Интересно е тоа што ова е ново поле и идеите се добродојдени. Да, пошто толку се мали честичките, што постои опасност да влезат не само да се задржи на површината, него и преку стомините отвори на растението да влезат во самата клетка. Сега, дел од тие материјали би се транслоцирале во коренот, дел би се задржале горе. Вака сега, не е точно. Од нивната селективност. Не, многу интересно, не е точно дека влегуваат према стомите. Ќе го кажам заради тоа што колега мој работеше еден труд со краставици, со патлиџени, со такви работи. И ќе ги имаше на корените, на лисјата ќе ги значи ќе ги испрска. Што најде он дека преку xylem and phloem, сега како не знам на македонски да ги кажам, во корениот систем ксилемот и флоемот, така се вика. Да. Спроводните садови се повлекуваат и се транспортираат до лисјата. Така да кажам да evapotranspiration system ги влече на некој начин и се обидува, тоа е моje мислење, се обидува да ги изфрли преку лисјата. Многу интересно мислам. Сега често пати знаат да завршат и у плодовите. Меѓутоа, количината што завршува во плодовите е многу помала од таа што, да речеме, вие земете јаболка. Изгледаат многу убаво, особено од западните земји. Дали знаете дека има наноматеријали на нив, за да изгледаат многу убаво. Така да таа количина е многу помала.
од овако. Повторно ќе кажам, убаво е да се знаат што можат апликациите да бидат на овие наноматеријали, нанотехнологијата. Меѓутоа, многу е битно човек, така да кажем, да не почне да се занесува, да биде свесен за ризиците во исто време. Кога очекувате да ова нанотехнологија земе поголем замах во пошироката пракса во светот? А веќе во Соединетите Американски држави дали Јапонија, дали во Европа? Кина исто така има интересен, ние го гледаме врз основа на загадување. Прво загадено место со наноматеријали, C60 наноматеријали е во Кина. Почнале да производуваат толку многу C60, тоа се овие фудбалини, што беа 90-тите години, мислам, 80-тите, 90-тите години, првиот наноматеријал синтезиран. Сега имаме со Кина, нашиот комитет со Република Кина, де мој колега може би овде, токму на овој сегмент фиторемедиација. Да. Пример, и ние гледавме, сега публикуваме, ни го прифатија, уште не е излезен, официјално, труд за титаниум диоксидот во храната. И 4 или 5 од тие се од Кина. Какви честички се, што честички, како се однесуваат, матрицата како влијае на нив. Така да, како да кажем, многу интересно тоа е ново поле и има, веќе загадувањето се појавува. Меѓутоа, западните земји, развиените земји, бидејќи имаат горко искуство со, така да кажем, со опасниот отпад, пред се, па понатаму со озонската дука, али прво бил опасниот отпад. Што правеле со опасниот отпад, тоа го предавам тој предмет. И им кажувам историјата што се случувало со опасниот отпад. Опасниот отпад не е само радиоактивен отпад, и медицински отпад, и химикали и така натаму. Значи, тие негативни искуства ни даваат за право на нас, научниците, да подигнеме рампа, односно да спуштиме рампа и да кажеме, чекајте, дајте да видиме како се одвиваат работите, пред вие да почнете да ги продуцирате масово. Не знам дали ви одговорив на прашањето. Да? Дали е приметена биоакумулација како и попсовите? Да. Ќе кажам, мембраните, значи се акумулираат, имам колега, истиот тој што со наномоторите работеше, сега беше колега, работевме заедно. Интересно е, баш ќе го покажам овој слайд. Ова труд заедно кој што го работевме, овака, и дознавме дека наноматеријалите сакаат да, тоа што кажа, во мембрани, не во мембраните, во тој интерфейс, значи кај што се двете фази допираат. И буквално, што не можете да ги видите наночестичките со голо око, ќе се агрегираат. И он продолжи понатаму со таа работа после ова и направи вештачка мембрана, како што ние имаме во клетките, и стави наночестички. И сега беше интересно што на едниот дел, значи на едната страна на мембраната имавте иони, на другата немаш. Така да кондуктивноста беше различна. И кога стави наночестички, се отворија дупки. И почнаа ионите да шетаат од едната страна на мембраната, кондуктивноста на струјата, односно кондуктивноста на течностите почна да се изедначува. Значи, вие можеби и не можете, сега имаме нови инструменти, кај што ние ќе можеме да ги замрзнеме клетките и да им правиме дисекција. И точно ги гледаме кај се овие наночестички, како удираат на мембраните. На органелите, органелите се исто така мембрани. Да, и се акумулира, да. Благодарам. Може ли јас да прашам Може. нешто, ако ми дозволите? Рековте дека еден од сегментите на научен интерес ви е управувањето со отпад, со опасен отпад. Што правите со отпадот? Дали го користите како обновлив извор на енергија или кои се искуствата од тој дел? Па, вака, ние не го гледаме отпадот како отпад. Ние го гледаме како материјал. Така да, тоа што луѓето понекогаш го фрлаат, сушност може да биде многу поевтино економско решение и наместо да заврши во депонија, кај што ќе се распаѓа со векови, И ќе прави штета. и ќе прави штета врз животната средина и ќе бара ресурси,
ние го повлекуваме повторно. Сега, порано имаше еден принцип, го викавме cradle to grave, значи од лулката до гробот. Сега се оди на принцип cradle to cradle, од лулка до лулка. Земете, да речеме, вие пластика, така земе. Значи, пластиката се селектира во нашите домови, се носи заедно со глас, стакло, шишиња со хартија и се носи во Material Recovery Facility, значи во фабрика, ево да ја наречам, за селектирање и рециклирање. И таму се двои по нивоа на пластики, да речеме, имате единица, двојка, тројка, полистирен, ми се различни бројки, така, полиетилен. Кога ќе се селектира, вие повторно можете да ја вратите ко репроматеријал. Сега, можеби нема да биде тој истиот производ, што оригинално бил, меѓутоа тој производ, да речеме, може да ви послужи, одnosno таа пластика може да ви послужи за произведување на делови од пластик од кој што можете да правите клупи или ограда или цевки во кои што вие нема да носите вода, но ќе спроведувате кабли. Нема директно да се, да речеме, врзани со влијанието на луѓето. Значи, постојат тие опции. Стаклото, например. Стаклото е многу интересно, или алуминиумот. Алуминиумот е многу поевтино вие да ги земете лименките, да ги рециклирате, отколку да земете сега нова руда на боксит и електролиза, да се пречисти, да се ископа, да се концентрира. Така да, за алуминиумот, да речеме, векот од лулка до лулка е 3 недели. Значи, кога ќе купите вие лименка со Кока-кола или со пиво, и кога ќе ја испиете, да речеме одма ја испиете, ја ставите во системот за рециклирање, значи ја ставите во вашата канта за ѓубре, ја собираат, не во канта за ѓубре, него во канта за рециклажа, потребни се 3 до 4 недели да повторно таа лименка дојде на полиците со пиво или Кока-кола. Значи, економијата е голем двигател во цврстиот отпад. Благодарам. Задоволна сум од одговорот и од прекрасното предавање. Бидејќи гледам тука студенти, дали имате желба да го пуштиме видеото, да го видите кампусот во Аризона, каде што работи професорот, или имате обврски и сакате да го завршиме настанот? Сакате да го видиме? Добро. Само има звукове? Повели, па мислам дека Александар ќе помогне, може да... И после е отворен за прашања, ајде да кажам, од оној социјален дел, не мора да е стручен, научен, она што ви интересува. Ето е кај мене. Александар, дали го... Дали го имате или да го спуштиме од... Треба на душата што да даде човек ако ништо не добива, како да врати назад ако ништо не прима. Подобро од мене ја знаат таа вистина, оние мали звезди, фосфорна месечина, не пали.